Пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска одговарам на прашање од моја Инстаграм пријателка Ана, која што постави добро прашање за кое што можеби сум давал логика и одговори, но во секој случај знам дека на многу од вас ќе ви помогне да воспоставите некаков ред во секојдневието и во исхраната. Затоа, ајде да го погледнеме прашањето и ќе се вратиме назад за да ви дадам одговор. Ана, фала ти многу за прашањето. Како би изгледала една програма за целодневна исхрана, односно за здрава храна? Ја повеќе би го насочил во тоа да биде како би изгледала целодневната исхрана и да биде правилна. Многу често ова го зборувам затоа што не само тоа што ти ќе се храниш здраво значи дека е правилно, повторно, бидејќи можеш цел ден да си јадеш овошје, цел ден да си јадеш зеленчук, да речеме, и тоа да биде тоа. У секој случај е супер здраво, но повторно дали ги задоволува твоите дневни потреби, тоа е веќе друго прашање. Како да воспоставиш ред? Индивидуално да ти одговорам како ти да воспоставиш ред ми е проблем, затоа што прво не ти го знам твојот ден, не ти ги знам целите твои што сакаш да ги постигнеш, не ти ги знам потребите кои што твоето тело ги има како калориска и нутритивна вредност и не ти ги знам можеби слабостите кои што твоето тело ги има во типот дали си интолерантна на одредени типови на продукти, храна и така натаму, но како и да е генералниот пристап на тоа како би требало да изгледа целодневна програма за исхрана е да ти ги задоволува сите нутритивни и калориски потреби. Како тоа да го направиш? Прво и најосновно нешто да го почнеш денот со појадок во првиот пола сат до саат од будењето, затоа што во текот на ноќта и тие регенерацијски процеси кои што се случуваат во телото прават да кога ќе станеме на сабајле, народски кажано нашите клетки се празни и дехидрирани и затоа треба вода, треба нутритивна калориска вредност за да се покренат како што треба процесите во телото и да не се дозволува уште во наутро да почнат хипер и хипогликемија, односно кревање и паѓање на гликозата, шекерот во крвта. Она што јас би ти го советувал и што јас го правам и го препорачувам на луѓето околу мене и со луѓето кои што работаме, освен што ќе го имаш појадокот во првиот пола сат до саат од будење, да имаш на секој 3 до 4 часа оброци. Не ради тоа што тоа е единствениот начин да ти се го задоволиш твоето тело. Логиката е дека ако ти имаш редовни оброци на 3 до 4 часа, шансите дека ќе го задоволиш телото нутритивно и калориски се многу големи и шансите дека ќе се случи во одреден период од денот да прегладнеш, после кое прегладнување најверојатно ќе посегнеш по многу количина на храна или па уште полошо по нездрава и джанк храна, тоа е намалено. Односно, самото тоа што ќе имаш редовни оброци, нема да се дозволи да прегладнеш и да ти падне премногу, односно да ти падне нивото на шекерот во крвта под онаа граница кој што веќе е опасно. Во делот на тоа како да изгледаат оброците, пак ќе ти кажам, можеби во првата, не знам, на 3-4 часа ако ги распоредиш после појадокот, у жените има милиарда опции што да бидат. Ручекот треба да си биде она што е готвено дома и спремно на супер начин, здрав, да си имаш извор на јаглехидрат, да си имаш извор на протеин, една салата која што ќе ти донесе влакна и микронутритивна вредност и нормално исто така и вечерата да опфаќа извор на растителни влакна и микронутритивна вредност и извор на протеин, затоа што јаглехидратите мислам дека навечер не ти се потребни затоа што нема каде да ги трошиш. Односно, сигурно не едноставно ќе си легнеш и нема да се случи да имаш потреба од таа дополнителна енергија. Во делот на тоа како да ти изгледаат ужинките, искрено не знам што да ти одговорам во моментов, повторно ради тоа што не го знам твоето секојдневие, не ги знам твоите цели и не знам што е многу побитно дали има одредени типови на храна која што е, дали си, не знам, интолерантна на лактоза, дали можеби имаш проблем од мешунки, дали можеби имаш проблем од јатки и затоа ми е проблем сега да ти кажам точно како би требало да ти изгледа твојата исхрана, но како и да е, ако било на кој начин можам да ти помогнам и тоа да го доведеме во
ред да стварно тебе ти даде вредност и да си го воспоставиш конечно редот во твоето секојдневие со исхраната, слободно обрати ми се повторно назад во приватна порака и ќе гледам да ти помогнам најдобро што можам. И нормално за сите останете кои што имате било какви прашања и сакате да дознаете нешто и можеби знам да одговорам, користете го или хаштагот #AskJosif или комуницирате ме во приватна порака и ќе се потрудам да ви расчистам можеби одредени прашања кои што ве мачат, митови, дилеми и така натаму. И за оваа епизода имав толку да кажам, Ана, не знам дали ти одговорив доволно јасно и добро, но како и да е, ќе ми кажеш дали е тоа доволно. И фала ти уште еднаш за сите останати. Ви посакувам здрави животни навики до следната епизода и убав ден. Пријатно.